Добре дојдовте во процес. Случајот со гинекологот кој што 9 месеци манипулирал и лажал пациентка дека е бремена, отвори скандал од уште поголеми димензии. Се јавија многу нови случаи. Нова ги истражува работите, но до што доведоа неговите постапки? Кои се правните последици? За се това разговараме со адвокатката Ирена Фрчковска, воедно и правен застапник на оштетената пациентка. Морам да нагласам дека го поканивме и гинекологот Никола Дамчевски, на кого се однесуваат овие обвинувања, но тој одби да, односно воопшто не одговори на нашата покана. Добро дојдовте. Добар ден. Се тргна од случајот на вашата клиентка која имаше храброст да го пријави случајот, но имаше уште поголема храброст се тоа да излезе во јавноста. Како тргна работите? Ви благодарам за поканата. Значи, најпрво сакам малку подетално да го образложам целиот случај кој излезе во јавноста. Имено, значи, се работи за една исконструирана бременост од страна на докторот, посочениот доктор, врз жената која сега веќе е оштетена со помош на една хормонална терапија која и била давана во текот на 9 месеци, за кој период практично и била изманипулирана и манипулирана од страна на посочениот доктор, која хормонална терапија, морам да потенцирам дека била прилично агресивна. Тоа значи? Тоа значи дека навистина жената била подложена на една силна хормонална терапија во која започнала да добива симптоми исти како да е вистински бремена, односно симптоми како во вистинска бременост, да и расте стомакот, да започнала да чувствува движење во стомакот и се појавиле отоци и слично. Сета оваа исконструирана бременост била постигната од страна на посочениот доктор преку презентирање на предходно припремени ехо снимки кои биле направени од предходни пациентки на кои им се бил покажуван плод во различна гестацијска недела. На ехо апаратот на кој се правеле прегледите исто така им бил презентиран плод. Слушале срцева акција, докторот вршел детални мерења на органите на плодот, детално го објаснувал растот и развојот на плодот, дури одел до таму и да им каже дека ќе добијат машко дете. Значи, постоеле едни силни вербални убедувања, се создала една чудна доверба и близина помеѓу двајцата сопружници и докторот, едно пријателско, дури би кажала, еден пријателски однос, дури би кажала, се со намера докторот да се стекне со една бескрајна доверба од страна на двајцата сопружници, што е исто така мислам еден вид на чудно, необјаснливо, несватливо однесување од страна на докторот. Значи, тие оделе секоја недела на прегледи кај докторот, на кои прегледи докторот ги убедувал дека со бременоста е се во ред, дури иако пациентката редовно крварела, тоа поради терапијата со клексани, и ја убедувал дека крварењето во текот на бременоста е една нормална појава и така пациентката и почнала да го третира крварењето како еден составен дел од целиот тој процес. Сакам да додадам дека можеме само да предпоставиме од кои мотиви ова го правил докторот, дали се тоа едни илегални мотиви, дали се лукративни, дали се експериментални мотиви, но тој не порекнува дека тоа го правил. Тоа не го оспорува, но тоа мислам дека ќе биде предмет на обсервација и на истражување во текот на судската постапка која сега е во фаза на истрага. Тоа ќе биде
Многу интересен случај доколку започне судска постапка во што верувам дека ќе Да, тоа ќе започне. биде вистински интересен случај и случај кој на вистина бара една судска развршница. Особено интересен затоа што веднаш од кога ја објавивме сторијата, се јавија многу жени, многу сопружници кои што раскажа идентични, слични или нешто поинакви приказни и тоа отвара сомнеж за една поголема афера. Така и за една една злоупотреба од едни поголеми размери. Сакам да додадам уште нешто што сметам дека е важно да се знае за јавноста, а тоа е дека ова што го опишував претходно е сторено на еден суров начин, морам да кажам, еден прилично нечовечки, нехуман начин, бидејќи на крајот целата оваа приказна завршува со предлог од страна на докторот да се изврши царски рез врз жената и да ѝ се соопшти дека родила мртво бебе. Значи, замислете ја таа безчувствителност во тој момент од страна на докторот да ѝ се соопшти таква вест на пациентката, на жената која инаку очекува дека ќе роди бебе, се припрема да оди на породување. И која толку долго време го која толку долго го чека. Која е таа безчувствителност во постапките на докторот само и единствено од причина за сопствен излез од целата ситуација. Со тоа ставајќи го во опасност и здравието на пациентката, бидејќи секоја анестезија е ризик, а секако и самиот рез. Јас би кажала дека во текот на целиот тој манипулативен период пациентката била под ризик на сопствениот живот, бидејќи примала неадекватна, непотребна медицинска терапија, била подложена на хормонална терапија, че едноставно сето тоа било непотребно во тој период. Вие поднесовте пријава на што се однесува, иако јавноста веќе знае за случајот, но добро е да се слуша и да се слушне повторно. Та пријава е поднесена пред извесен период, значи има за подолг три период, за 3 кривични дела и побарано е да се изрече мерка забрана за вршење на лекарска дејност. Случајот сакам да го анализирам правно и од еден друг аспект, од аспект на повреда на правата на пациентите. Во конкретниот случај би сакала да анализирам кои начала, односно кои права на пациентите, на пациентката во конкретниот случај е прекршено. Значи, најпрво е прекршено основното начело на заштита на пациентите, а тоа е начелото на хуманост. Значи, во еден случај, првото начело е да се почитува личноста на пациентот и со незе да се постапува и да се третира како едно хумано суштество. Понатаму прекршена е и хуманата или човечката релација помеѓу пациентот и докторот, кој што се создава во текот на нивниот меѓусебен однос. Понатаму прекршено е и правото на информираност. Значи, пациентот има право во секој момент од своето лекување да биде правилно информиран за својата здравствена состојба. Значи, во ниту еден момент докторот нема право да од него ја скрие неговата здравствена состојба. Што подразбира тоа? Тоа подразбира дека вистината на пациентот секогаш мора да му биде соопштена. Дури и најлошата вистина на пациентот мора да му биде соопштена. Понатаму, за да тој одлучува како ќе постапува во текот на медицинскиот третман, тој мора да ја знае вистината. Во спротивно, тој е доведен во заблуда. Тој нема во тој случај му еускратено правото самиот за себе да одлучува во текот на медицинските интервенции. Понатаму е прекршено правото на прифаќање и одбивање на една определена медицинска терапија. Што значи тоа? Пациентот има право да прифати или да одбие
некаква медицинска терапија или интервенција која му се предлага од страна на докторот, но тоа повторно не враќа на оно основно за кое велиме дека пациентот во секое време мора да биде правилно информиран за својата здравствена состојба. Се друго представува кршење на неговите права. И конечно, со оглед дека со оглед дека докторот кажа дека сето ова е направено како еден вид на експеримент со цел да се подобрат репродуктивните способности на жената, ќе го анализирам случајот и од тој аспект, а тоа значи дека во конкретниот случај е прекршени членот 19, каде се вели дека научно истражување, бидејќи експериментално истражување, не експериментални истражувања, освен во некои фармацевтски куќи со изричита согласност, јас колку што знам, во медицината не се спроведува и тој нема право да прави експериментални истражувања, постојат во медицината само научни истражувања кои може да се прават врз пациентите. Тоа значи дека може да се научно истражување врз еден пациент може да се направи само доколку пациентите знаат на ризиците на кои што се изложени, понатаму информиране за своите права и конечно има дадено соодветна писмена изјава за тоа. Слушајќи го сето ова, со оглед на тоа што многу други пациентки се јавија и кај вас, и кај мене, и во редакцијата на Нова, ќе се знаели колку се незаконски дејанија се направени, колку различни, колку закони, колку членови, колку закони се прекршани. Мислам дека тука ќе се отвори една Пандорина кутија, една многу комплексна ситуација. Точно, значи по објавувањето на овој случај тргна една лавина најавувања и во вашата редакција и кај мене како правен застапник под социјалните мрежи. Значи, меѓутоа, јас сакам да кажам дека останавме зачудени од степенот на... Тоа ќе го искоментираме. Јас останав зачудена, искрено да ви кажам, поради степенот на колку жени ова им се има случено. Од тој аспект сакав да кажам, на колку жени... Сите тие имаат различни приказни. Имаат различни или слични приказни искуства. Некој до 2-3 месеца, некој до 4 месеца, успел да ги лаже, на трети им ветувал машко бебе, до степен на тоа... Им пуштало срцева акција и на други жени, им ветувал дека ќе останат бремени. Значи, сето тоа го правил. Искуствата се слични како и со првиот, да кажам, поголем случај. Но во овој случај имаме медицинска документација за разлика од многу други случаи каде што дали тоа е правено смислено, не им била давана медицинска документација. Точно. И немаат докази. Имало неколку пријави, но како што слушам од некој од нив, или биле повлечени, или така завршиле без да се покрене никаква постапка. Точно, значи жените пријавувале, но зошто тоа не е процесуирано, јас на вистина не можам да кажам, но во нашиот случај, значи во случајот со исконструираната бременност во 9 месеци, ние имаме и писмени извештаи, имаме и ехо снимки, имаме искази на сведоци, така што тука сме подкрепени со докази и со факти. Сакав уште ова да го кажам. Во 2013, да не ми се изгуби мислата, имало уште еден случај пријавен во Министерството за здравство, била формирана комисија, стигнал до обвинителство, но оттаму вела дека нема ништо. Значи, нешто не е во ред со истрагата. Тоа денеска го дознавме, тоа мислам дека дополнително треба да се истражува зошто не се постапувала по пријавите, по представките на пациентките кои го пријавувале овој доктор. Повелете. Сакав да искажам едно зачудување од серијата на коментари. Тоа го чував за подолу, навистина сите сме зачудени од тоа. Да,
Но сакав, да, кажете. Наместо сега енергијата да се насочи кон лекарот, кон гинекологот, зошто го правел тоа и како се случило сето тоа, вината се фрла на пациентките, на вашата клиентка или на другите, како можеле да бидат излажани и така натаму. Јас не знам, јас го толкувам тоа како степен на една здравствена едукација или култура на живење, не знам, повелете вие како би го... Јас прво... Може би заради тоа не се одлучувале да молчат, заради таа стигма или... Да, имам јас повеќе толкување и повеќе размислувања зошто е тоа така. Значи, прво, од еден хуман аспект ќе тргнам, а тоа е дека никој пат не треба да им се суди и да се осудуваат луѓе за ситуации во кои самите тие не се нашле. Значи, тоа е една ситуација во која на вистина пациентките не се довеле самите себе си. Тие мора да се земе во предвид дека биле изманипулирани од страна на доктор. Значи, ние не збориме за некое лице кое не е стручно, кое се представува како доктор, се представува како надри лекар. Значи, ние збориме за специјалист, доктор-гинеколог, кој работи во здравствена институција. Едноставно не може да се поставува и да се става под знак прашање довербата на пациентките према докторот. Особено што во лекарите во наша средина се на пиедестал, а особено што жените со стерилитет гледаат Господ во... Гледаат спас во тој доктор. И не е во ред и докторите да бидат, да се фрли една дамка врз докторите кои совесно и стручно си ја работат својата работа. Токму затоа и посочуваме на вакви случаи, за да не се ставаат сите во целта на изнесување на ова во јавноста е да се санкционира, да се превенира овој доктор да не прави вакви или слични работи со друга пациентка. Докторот, по наше мислење, со своето дејствување и со своето делување не смее да се дозволи да фрли дамка на другите доктори кои совесно и стручно си ја вршат својата работа, па ако сакате во поширок контекст и на државната институција во која сега работи, бидејќи таму има добри доктори, стручни доктори, совесни доктори, кои едноставно не заслужуваат да бидат фрлени и ставени во ист кош. Наспроти, морам да кажам дека е така доста интересно, ако се анализира зошто толку долг период жените молчале. Ете, тоа беше... Тоа за мене е една, да ви кажам, една непознаница. Јас мислам дека тие прво молчеле поради чувствување на еден срам, поради ситуацијата во која се довеле и на која биле изложени, а потоа е срам поради осуда од општеството. Што, за жал, за разочарување, е дека до некаде биле и во право жените. Значи, тие со оглед на коментарите во реакциите во јавност. Значи, наспроти несфатливата стигматизација на жената која одлучи храбро да истапи во јавност сама, не беше заштитена од никого. Во сите институции во кои се обративме, не наидовме на никаков одговор. Се обративте во Министерството за здравство? Во Министерството за здравство, на гинеколошка-акушерската клиника во Скопје. Од никаде не добивме одговор. Лекарската комора, точно, која што призна дека не превземале ништо затоа што од технички причини не им биле активни комисиите. Да, јас не знам од кој Министерството за здравство кое што знаело за претходен случај и го повлекле од приватно во јавно здравство. Точно. Зошто се сега се оградува. И сега се оградува, тврдејќи дека се е во рацете на истражните органи. Да. Зошто се најде на делумно, не можам да кажам целосно, најде жената на таква усуда, за нас е навистина несватливо. Јас мислам дека жената требаше да биде охрабрена и треба да биде охрабрена.
Ние не се откажуваме. Треба да биде охрабрена и треба да бидат сите жени охрабрени. Јас мислам дека ќе биде охрабрена со тоа што се охрабрија некои жени, иако некои со иницијали, а други со анонимно, бидејќи ке нив срамот и стравот се уште постои, но емотивниот момент изигра голема улога. Точно. Се нашле себе си во истата позиција или се сетиле на она што Точно. нив им се И случувало, мислам дека па се охрабрија да се јават. Мислам дека сега им е полесно, бидејќи, така да се изразам метафорички, мразот се скрши. Така. И мислам дека и јас ги охрабрувам, им давам поддршка целосна да ги охрабрувам жените доколку доживеале вакво или слично искуство да излезат во јавноста и да го споделат тоа искуство. Но многу нив ги интересира, барем во комуникацијата, дека бидејќи многу од нив немаат документи, немаат фискални сметки, како можат да покренат обвинение кога немаат доказ? Не можат да покренат обвинение, но можат да учествуваат во кривичната постапка и во кривичната пријава како сведоци, како оштетени во постапката која е во тек. И со тоа ќе допринесат Ќе допринесат во разрешување на правно разрешување на случај. целиот случај. Се покажа дека со оваа постапка на охрабрување од страна на првата пациентка се проби едно репресивно молчење од страна на жените кои што го доживеале ова искуство а тоа е жената основните права на жената да одлучува сама за своето тело и за своите репродуктивни способности. Мислам дека тука се прекршени основните права на жената, направена е една дискриминација, во смисла се искористува таа една емотивна ранливост на жената во такви ситуации, па ако сакате и на брачниот пар, во таква ситуација, оти тие двајцата не можеме да ги издвојуваме, тие се двајцата учествуваат во целиот тој процес. Мислам дека се успеавме до некаде да го прекршиме тоа едно молчење, молк еден кој веројатно ги измачувал жените, но немале начин како да најдат да излезат во јавноста, бидејќи можеби и од практични причини немале докази, немале документи, никој можеби не е повел постапка, таму каде што се обраќале како и ние, наидувале на молк, наидувале на една неспремност да се отвори целиот случај, така што сега во оваа фаза тие може да се јават како сведоци. Сето ова отвори еден друг сомнеш, што се правело со ембрионите, што се правело со јајцеклетките. Немаме докази, меѓутоа многу од нив се сомневаат и велат дека инвитро фертилизацијата била правена на многу нестручно, зачудувачки на кој начин, дека не знаат што се случило со нивните јајцеклетки. Застрашувачка е самата помисла ако знаете дека имате некаде дете, а вие не знаете. Да, тоа е навистина застрашувачки. Тоа ние еден закон на светот не го дозволува, не сакаме да помислиме, но пациентките не сакаат ни да помислат дека такво нешто многу е возможно да можело да се случи или дека се случило. Дека се случило. Вчера во јавноста излезе уште еден случај, а денеска трет случај. Би сакала малку да го проанализирам случајот, па да се надоврзам на ова вие што го започнавте како една тема. А тоа е дека во овој случај се прави една манипулација со брачните сопружници на начин што им се ветува дека ќе им се оствари желбата, дека овој доктор ќе им ја оствари нивната желба да после 2 девојчиња добијат трето машко. Прочитав различни коментари, желбата за машко или за девојче е сосема нормална работа меѓу двајца сопружници. Тоа не е ништо чудно, а најмалку не е за осуда. Најмалку не е за осуда. Тие имаат право, доколку постои медицинска можност за такво нешто, да си ја остварат таа своја желба. Во овој случај, тие се обраќаат до докторот, бидејќи тој им ветува дека постои метода. Дека постои метода со која тој ќе им ја исполни, да кажам, својата желба во наводници.
Тој направил издвојување на 9 ембриони. Вратил назад една или две. Анализата на самиот случај кажува што се случило понатаму Со останатите. Што се случило со материјалот кој го оставиле двајцата сопружници при текот на така наречената инсеминација. Значи, постои протокол, постои ред, постои закон. Мора да се почитува текот на спроведување на инвитро постапките. Ова дотолку повеќе отвара еден сомнеж, бидејќи при сите инвитро оплодувања не се издавани никакви документи. Јас можам да потврдам за мојата оштетена, значи за пациентката со инструираната бременност, дека предходно, во предходната приватна клиника на која работел докторот 4 пати е вршено инвитро оплодување, платени, без никаков документ, без исход, без доказ, каде завршиле ембрионите, како се искористиле јајцеклетките, како е искористен останатиот материјал, зошто немаме извештај што е негативно, што е позитивно, значи ништо. Никаков документ. Тоа го потврдија и останатите жени дека при спроведување на инвитро оплодувањето не им се давани никакви документи, а плаќано е за услугите поготово. И услугите не се малку, 40.000 денари. Па еве сега денеска имавме или вчера дека се платени 5.000 евра за случајот со машкото бебе. Вашата клиентка 160.000 денари за предходните. Мојата клиентка само тие 160.000. Постои сомнеш дека се злоупотребуваат и ваучерите од фондот, 80-90.000 денари. Точно, значи анализата од овој аспект на овие случаи тука и фондот треба истрага да отвори. Точно, една цела нова димензија на овој случај. Сметате ли дека треба и полицијата сега да се вклучи во истрагата? Апсолутно. Лекарот изјави првично дека не оштетил никого здравствено, дека не починал никој, дека не извадил орган. Тоа беше неговото образложение. Да. Јас како што кажав предходно, неговата изјава е трагична. Тој воопшто не разбира што направил. Или едноставно така одбрал, така му одговара таква изјава да даде, но според последиците кои што се предизвикани, мислам дека е неговата изјава апсолутно трагична. Значи, сакав да кажам дека овој аспект отвара еден нова димензија на анализа на целиот овој случај, а тоа е како се спроведувал инвитро процесот во приватната клиника, каде предходно работел докторот, таа сега е затворена. Дали постојат злоупотреби? Дали постојат злоупотреби со ваучарите кои што ги добиваат брачните парови за биолошки потпомогнато оплодување од страна на фондот? Дали постои некакво искористување или друг начин на илегално искористување на материјалот, на ембрионите? Тоа е нешто што дава една навистина застрашувачка димензија на целиот овој процес. И јас мислам дека не е тешко тоа да се испита, без разлика што првата болница е затворена, потоа е отворена уште една друга, па отишол да работи во трета, сега е во јавно здравство, а првично во првичната болница каде што работел, за среќа не работел на инвитро, туку само како гинеколог специјалист, ги правел истите работи, пројавувал исти дејанија, им велел на жените дека може да направи да добијат машко дете, имале доста жалби. Точно. Тој не е непознат во медицинските кругови, во лекарската фила. Неговите действија многу добро им се познати на докторите, но зошто јас пак ќе поставам прашање, зошто за сето ова се молчало? До сега ние навистина немаме објаснување зошто се чекало да овој доктор земе еден таков замав, да добие една таква димензија целиот овој случај, што е
вистина страшно. И да се направи тој трансфер. Министерството за здравство и покрај тоа што имало пријава 2013 година да го направи тој трансфер од приватно во јавно здравство да Точно. од септември минатата година работи баш на оделот за инвитро во Верувате дека една од гинекологија. причините поради која пациентката се одлучи да излезе во јавност со приказната е сознанието дека тој доктор сега работи на инвитро оделот на гинеколошката клиника во Скопје. Има и еден друг момент, а тоа е финансискиот момент. Многу од, значи, спомнавме дека и вашата клиентка не добивала за предходните 4 инвитра, меѓутоа не добивале фискални сметки, не добивале никаков документ за тоа што го плаќале. Точно. Предходните собственици исто така потврдија, односно собствениците на предходната болница која што веќе не постои, Свети Лазар, потврдија дека таму имало големи финансиски малверзации од негова страна. Точно. Значи, на крај за сите овие манипулации не може да не стои финансиска корист. Или барем мотив од финансиски аспект. Тоа значи дека во готово се наплаќале инвитро. Жените... Парите се зимале на рака. На рака. Жените биле изложувани на една хормонална терапија која воопшто не е ефтина. Еве денеска жената што дала исказ кажала дека за една хормонална терапија платила околу 500 евра, за друга околу 600. Тоа е само за една терапија. А можете да замислите и кај една жена. А кај колку жени биле спроведени вакви процеси. Ова на вистина треба да се истражи, на вистина треба да сите овие аспекти треба да бидат предмет на истрага. Тие биле изложувани и на медицински терапии, и на медицински интервенции, и на тотално непотребни работи. Еве, мојата клиентка била 9 месеци изложена да прима клексан таблети против згручување на крвта, кои инаку не се примаат во нормална состојба. Тие се примаат само кога жената е бремена. Тоа е било доведено во прашање здравјето. Апсолутно. Како што и претходно кажав, и во текот на 9 месеци таа се наоѓала под ризик од загрозување на сопственото здравје. Ако сето ова не е доволно за обвинителството, за истражните органи да покренат нешто, навистина ќе биде трагично. Се надевате ли, барем во вашиот случај, дека обвинителството ќе покрене нешто, дека ќе и што ќе направат правните органи, да кажам? Значи, очекуваме основното јавно обвинителство детално да го истражи целиот случај од сите аспекти. Сите жртви. Можеби ќе се јават други, можеби не сакаат во јавност, но би дале искази пред органите на прогон, пред обвинителството. Очекуваме да биде истражен овој случај затоа што тоа има една поголема општествена важност. А тоа е здравјето на пациентките, на жените, да бидат заштитени во нивниот процес со кој се борат, дали е стерилитет, дали е фертилитет, значи тие мора да бидат заштитени. Не сме да се дозволи манипулација од ваков тип. Мислам дека тоа е од голема општествена важност. Поради сето ова се надеваме дека жените, уште многу жени ќе се охрабрат. Ќе охрабруваме сите жени, значи кои имале слични искуства, да не се срамат, да не се плашат од осуда, од јавност. Тие се жртви. Дури не мора јавно да се појават, можат во обвинителство да дадат само да дадат изјава тие се жртви,
тие не биле виновни за состојбата во која што се нашле. На крај се надевам дека целиот овој случај ќе добие една судска разрешница и дека во корист на жртвите секако, и доколку постои правен основ, ако тоа го утврди судот и органите на прогон, се изрече према овој доктор мерка за забрана за извршување на лекарска дејност. Морам уште ова да го кажам, дека овој доктор ги искористил, практично ја искористил целата фрагилна состојба на жените и на сопружниците во која се наоѓале при нивниот процес на добивање на потомство, заедничко дете, па дури при процесот на борба со стерилитет, бидејќи тие и без вакви манипулации се доста осетливи. Се наоѓаат во една осетлива положба. Докторот во неколку наврати постои сомнение дека ја искористил оваа ранливост на пациентките, на сопружниците, со што според наше мислење сторил една морална и етичка неправда према пациентите, со која е обврзан со Хипократовата заклетва, тоа е да постапува етички, морално, совесно, грижливо. Мислам дека тоа во конкретниот случај е повеќе од важно. Така. Ви благодарам што бевте. Благодарам и на вас.